Наредни 2 минути во Македонија наутро, нова тема со гостинка во студиото на македонската телевизија, која што ни го задржа вниманието и многу интересна за анализа, ја најавуваме вака. Геопарковите се простори со исклучителна геолошка вредност на различни видови на карпи. На листата на УНЕСКО ги има точно 75 и сите со себе носат богата програма на одржлив развој на ова подрачје, базирана на развојот на геотуризмот, преку се разбира развојот и промоцијата на геолокалните производи. Тоа што е заедничко за сите геопаркови е дека се наоѓаат на рурални подрачја каде што има депопулација, односно луѓето се генерално иселени, па ова е можност да се вратат назад и да можат да произведуваат, да продаваат своји производи и да се занимаваат со рурален туризам. Колку Македонија има капацитет за геопаркови и колку поврзувањето во семејството геопаркови носи бенефиции за финансирање, односно достапност за проекти. Е темата на разговор со Сонја Лепиткова, професорка на Факултетот за природни и технички науки од Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Геопарковите го користат сето геолошко, минералошко, историско, културно па и природно наследство за да промовираат свест токму за клучните прашања со кои што се соочува општеството во контекст на нашата динамична планета. Многу геопаркови промовираат токму свест за геолошките опасности, многу пак им помагаат да се подготват оние стратегии за ублажување на катастрофи заедно токму со локалните заедници. Тоа е вистина. Јас на вистина ви благодарам што со една ваква најава, многу суштинска, го почнуваме разговорот. Се што кажавте е така и тука Македонија единствено можеме да кажеме што од тоа постои има, тоа е дека има богато геолошко наследство. Исклучително мала територија со многу геолошки вредности и посебности, не само во регионални, туку во европски, па и во светски рамки. Од тука и потребата за да може да заштитиме или да прогласиме одредена област во фамилијата на геопаркови станува се попотребна, односно понужна, со што ќе овозможиме развој и на одредени региони во Република Македонија кои што изобилуваат со геовредности. Кога би зборувала кои се тие геовредности што нашата држава ги поседува, сигурно би траело многу време. Меѓутоа, тука кратко би кажала, чисто за да гледачите да осознаат што значи тоа геовредност и колку е важно и што на тоа се надоврзува, што е тоа што е основата за развојот и па и за биодиверзитетот и воопшто за посебноста на еден простор, еден регион, една држава, е она што ние денеска го гледаме дека кога ќе се испратат сонди на одредена планета во нашата близина, првите експерти кои што доаѓаат или се земаат проби од тие простори се токму геовредностите, за да може да се види како понатаму таму дали може да има живот или како понатаму тој простор би можел да се користи или да се развива. Ние тука, за жал, иако имаме факултет кој што е етаблиран меѓу најдобрите, може да кажам, по број на професори, стручност, трудови издадени со меѓународно значење, импакт фактор, некако во тоа подрачје како да стоиме во место, иако имаме многу изобилие и на геоморфолошки и на геолошки феномени. И тука сакам да се задржам, бидејќи ако се почнеме од основната дефиниција што е геопарк, веројатно ќе ни дојдат на памет неколку локации во Македонија. Кои се подрачја имаат предуслови да станат геопаркови? Македонија имала во историјата на постоењето на планетата, на тоа што ние проучуваме и датираме, значи од разни периоди на развојот на планетата Земја, има многу подрачја кои се интересни затоа што има вулканизам од различен карактер, така да тука се интересни Кратовско-Злетовската вулканска област, затоа што тој вулканизам исклучително посебен и секако овде е Кожув. Јас не би можела да не спомнам дека имаме многу каньони, имаме многу клисури кои што се појави, кои се засниваат токму на појавата на геолошката посебност во Република Македонија. Меѓутоа, не би го изоставила и подрачјето на Мариово, каде имаме пегматити и оние
познати минерали од светски познати научници кои денеска сакаат да го посетат тој регион, да го видат македонскиот корунт, односно рубин, со исклучителна вредност, исто така минерали како гранати кои што се многу посебни. Мислам, многу би можела да зборувам, меѓутоа Кожув и Кратовско-Злетовската вулканска област за мене се едни од приоритетните области кои би требало во првата фаза да бидат проучени и за Кратово-Злетово, односно за Кратово-Злетово веќе е направена студија. И за Кратово-Злетово сакам да продискутираме наредниве минути. Да, токму на тоа би сакал да се задржиме во следново прашање. Последниве години тие се особено интересни се чини за геолозите. Подрачјето беше актуелно токму по иницијативата да биде дел од Европското семејство на геопаркови, токму под заштита на УНЕСКО. Според научната јавност теренот е уникатен и заслужува навистина да стане познат и во светот, но во интерес на злетовските рудници, Пробиштип и Кратово се откажаа токму од идејата за првиот геопарк во Македонија, кој што требаше да биде под заштита на УНЕСКО, и тоа под изговор дека реализацијата на овој проект и заштитата од УНЕСКО ќе ги доведат во прашање идните геолошки истражувања, па на тој начин рударството, кое што впрочем значи и животна екзистенција за овој регион, целосно би згаснало. Овде би кажала дека тоа е, да не се изразам грубо, ноторна лага. Секој што ќе сака да прочита како геопарковите се заштитуваат и кои се посебностите, во делот на геопаркови слободата, бидејќи тоа не е регулирано по одредени европски директиви, токму како што кажавте, УНЕСКО се тие кои што во последно време ги на некој начин ги ставаат во преден план геолошките наследства и геопарковите, рударството воопшто не е проблем. А ако се земе во предвид дека во Кратово-Злетово, рудникот Злетово е во подземна експлоатација, воопшто не врши деградација на површината, тоа не е ама никаков проблем. Од друга страна, рудниците не се проблем за да се отвори геопарк. Значи, воопшто во тоа што се објаснува кои се посебностите, тоа не е никаква пречка. Значи, тоа не е пречка, а од друга страна имаме во Кратово-Злетово стари рудници уште од времето на римско време и антика, во кои туристичките аспекти на развој на регионот се многу важни, затоа што од се кога туристите од светот, кога сакаат да дојдат во едно подрачје, во една земја, тие сакаат да слушнат историја, дури и мит за тоа подрачје. А ова не е мит, ова е вистина. Старите јами на Плавица укажуваат со наши истражувања, со колегите од Германија, ние потврдивме дека во време уште на Филип II, таму се ковани кованиците, првите пари од античко време. И тоа е докажано од музеите и се потврди дека буквално леењето и копањето на рудата доаѓало од тие халди, од тие простори. И ние од тоа можеме да направиме на вистина една многу специфична приказна која се заснива на научни факти. Не е тоа само вака кажана од човек на човек. Меѓутоа, не знам поради што, сигурно ќе мора да се бара форма во измени на законските решенија и да не се оди во тоа дека менаџерската управувачка структура мора да биде од општините, од локалната самоуправа, туку и други институции кои се заинтересирани и научно и стручно, па нека бидат и тоа универзитети како што е во Романија. Во Романија универзитетот во Будимпешта, односно во одредени други градови кои имат универзитети и факултети од геологија, тие управуваат со геопарковите. И нека биде едно размислување на нашите представници од Министерството за животна средина да во законските решенија вметнат такви одредби кои што малку ќе олеснат и ќе рашират можноста во менаџерската структура. И сега, ако го земеме предвид Лесново, ако го земеме предвид Алшар, геотермалниот комплекс на Кожув, пештирите, клисурата, Демиркапија, немаме ли обврска, госпоѓо Липиткова, да ги заштитиме за генерациите кои што доаѓаат? Имаме и морална, и стручна, и секаква обврска, и секако јас би ја поздравила и вашата иницијатива и на останатите медиуми ако на ова прашање во иднина му дадат вистинско значење, затоа што ако за нешто се зборува, јас се сеќавам кога почнав за Алшар да кажуваме, тогаш во Македонија мал дел на граѓани воопшто знаеа што е Алшар и која е неговата посебност. Денеска мислам дека не постои некој кој што не знае што е Алшар и кои се неговите посебности. Едно од најголемите
големите штети што се направи беше што се тргна заштитата на Алшар. Ако Алшар беше заштитен, тоа еве нешто што не е на површината како геоморфолошка форма, меѓутоа тоа е феномен, рудник кој што има минерали кои што се светски реалитет. На еден мал простор да имате толку талиумски минерали и лорандит кој што е природен детектор на сончевото неутрино, нешто што за светската наука беше вистински предизвик и можеби во иднина повторно ќе се врати тоа да биде предизвик. Меѓутоа само би сакала да кажам, сигурно се сеќаваат вашите сниматели кога го посетивме Алшар. Тогаш се случи феномен да пред нашите очи се ствараше кристал на гипс во идеална форма и снимателот тоа можеше да го наснима. Така да тоа се паркови, тоа се форми каде науката, односно научни експедиции може да доаѓаат од целиот свет за да ги видат тие посебности. Јас се надевам дека градоначалникот на Кавадарци, господинот Митко Јанчев, ќе препознае, ние му на некој начин му представивме што се тие посебности, затоа што треба нели да се подобри инфраструктурата, гледам дека таму некои активности околу патна инфраструктура почнуваат и се надевам дека ќе даде поддршка на еден ваков проект во смисол да се направи една студија и дека можеби Кожув со неговите посебности еве ќе ја добие предноста пред останатите региони да почне постапка за прогласување на прв геопарк во Македонија. Да споменеме и за оние бенефити од инвестициите во геопаркови, кои што се евидентни и очигледно ги има и се бројни. Прогласувањето на локација како геопарк значи поголем развој на руралниот туризам, тука се и бројни инвестиции, но и проекти кои што особено би биле во корист на локалното население. Да, исклучително голем број на проекти. Јас само како компарација би истакнала дека Србија за прогласување на Гердап во целата постапка од почеток до сега веќе се значи е влезено во финално дека се прогласува Гердап, самата држава инвестираше повеќе од 4 милиони евра. Затоа што знае дека ќе донесе мултиплицирано повеќе пари од фондовите за да го развие тој регион, односно да развие таков тип на геотуризам или воопшто рурален туризам и се оно што со себе го носи тој парк. Можности постојат огромни, ние веќе напреднавме во тоа да одредени тимови луѓе да спремаат европски и светски проекти и јас за тоа сум оптимист, само треба малку да се одважиме и да знаеме дека тоа ни носи бенефит, а не ни носи негативни поени. Ке се надоврзам, ги споменавте србите, хрватите велат дека прогласувањето на геопарк не е инјекција, туку бомба за туризмот и невладините здруженија кои работат на селски туризам и пристап до европски фондови. Во контекст на стратегијата, споменавте треба да има сериозни измени во законот. Каква се друга стратегија ни е потребна за да оставиме на оние по нас? Сега Академијата МАНУ изготвува стратегија за минерални ресурси, суровини и така натаму за рударството и ние во тоа како тим од луѓе кои што ќе работиме ова сериозно ќе го напоменеме и ќе ги нотираме сите вакви региони и простори за кои што ќе кажеме дека треба да се размислува во идните стратегии на развој на државата на ова да му се даде врвен приоритет. И дури државата треба да размисли да издвои одредена сума на средства за да тоа го промовира. Преку агенции за туризам, преку останати институции, агенции, министерства и така натаму и на тоа сериозно веќе тимот кој што работи на тој документ ќе работи, односно работи и тоа ќе го нотира и ќе работи да се развива. Меѓутоа тука, како што реков, од идната година треба да следува измени на закон, верувам дека тоа многу брзо ќе се случи и се надевам дека ќе бидеме почести гости во вашите емисии за одредени работи поединечно да ги споменеме. Јас само би истакнала дека тоа е толку мултидисциплинарна област и многу струки овде ќе влезат и експерти од повеќе области. Само да истакнам, јас не би ја ставала по страна и спецификата на културата на Република Македонија, односно на граѓаните, пред се на архитектурата. Ние имаме толку специфична архитектура во европски светски рамки, да тргнете од Кратово, Беровска куќа, Охридска куќа, на која
па Крушево, да не спомена мои пријатели кои ќе дојдат од надвор од Република Македонија, тие се воодушевуваат на тоа како нашите неимари граѓани на времето кои немале можеби факултетско образование толку многу знаеле во тоа да се посвета. Така да толку е мултидисциплинарно и толку овозможува развој на повеќе области, само охрабрување до локалната самуправа да повеќе се едуцира, запозна и се охрабри да може вакви проекти да поддржи и да иницира. Ако можеме ништо да видиме, тоа е дека ќе се гледаме почесто во периодот кој што следува и ќе говориме јавно доколку сакаме убави промени. Јас се надевам и ви благодарам и само би напоменала, дојдете, посетете го Лесново, да ја видите Лесновската калдера и да видите како за времето на корона во Лесново се населуваат луѓе надвор од регионот, затоа што виделе некаква енергија и посебност токму во тој простор. Така да убавини имаме, треба да ги заштитиме и да ги промовираме. Благодарам за разговорот. Благодариме за гостувањето и се надеваме дека што поскоро Македонија ќе го добија токму својот прв геопарк и ќе може навистина да се етаблира како европска геодестинација. Ќе работиме заеднички на тоа.